мала држава и повеќето држави во светот сметаат дека едно такво право не е демократско, односно ги става државите во што го имаат правото на вето во една повластена состојба во однос на сите други членки. Правото на вето, доколку не било усвоено, односно доколку не било дадено на 5 држави носители на ова право, најверојатно нема да се формираат Обединетите нации. Уште еден во прилог на своето задржување право на добивање на ветото, сметаат државите кои што победиле во Втората светска војна дека всушност ќе влезе ли ќе излезе? Дека всушност тие се претпоставува дека и во иднина најмногу ќе се залагаат за одржување на светскиот мир. Дека тоа не е така, знаете и сами што се случува и колку големи проблеми и колку се кризи се појавуваат во светот потоа. Меѓутоа, можеме да се согласиме, или јас се согласувам дека тоа е една форма која што не можела да биде избегната при формирањето на ова организација и форма која што на некој начин е доста успешна, бидејќи го носи имплементирањето на целото меѓународно право во последните 62 години. За останатите држави членки е направена одредена отставка со тоа што сите држави во Генералното собрание имаат по еден глас и свое присуство, така што на некој начин системот е поделен и избалансиран да се чувствуваат како потребни и останатите држави. Бидејќи доколку се задржиме само на структурата која што има Советот за безбедност, односно 5 постојани членки, ќе дојдеме во ситуација да сметаме дека меѓународниот поредок е неправеден. Многу често се појавуваат ситуации во светот кога 5 држави кои што имаат право на вето, кој што никаде не е експлицитно дефинирано. Значи не стои дека држава која што е членка како постојана во Советот за безбедност има право на вето. Туку дефинирано е во повелбата дека тие држави мора да се согласат меѓу себе. Доколку не се согласат меѓу себе, настануваат големи кризи во светот и за жал оваа организација не можеме да кажеме дека е совршена. Многу често сум мислел дали постои можност за подобар модел. Значи, дали е значењето и траењето на Обединетите нации универзално. При моите истражувања имав можност да разговарам со вториот човек на УНЕСКО на ниво на Европа, многу високо вграден во структурата на УНЕСКО на ниво на цел свет. И го прашав дали е возможно воопшто да се направи реформа, бидејќи еден од предизвиците кои што во 21. век пред себе ги имаат Обединетите нации се реформа, односно на кој начин да се реформира организацијата. Веќе 15 години трајат организирани напори за реформирање на оваа организација, односно претежно напорите за реформа се сконцентрирани во Советот за безбедност. И како што ви кажам, најмногу зборувам за Советот за безбедност, многу малку го допирам Генералното собрание, а преку Советот за безбедност ги допирам примената на системот за колективна безбедност, односно безбедносните предизвици во светот и како да се решава. Во меѓувреме од 45 година многу работи се променети во светот, неколку